Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и моја емисија Отворено на тема. Отворено се разбира како методологија, а темата е причината зашто разговараме. А во нашето општество причина за разговарање или за диалог има колку сакате. Некако постојано сме на некоја раскрсница, а веројатно и времето во кое живееме такви императиви поставува. Моја гостинка денес, ваша и моја гостинка, е универзитетски професор, беше пратеник во Собранието, сега е министер. И тоа во едно министерство кое што според она како се развивале цивилизациите, па да погледнете пораките од тие времиња изгледа како место кое со најголем предизвик. Зошто тоа го велам? Спремајќи се за ова интервју го читам изјавите од викторијанската доба на Вилијам Пит помладиот, кој вели вака: поданиците на незиното височество, студентите и учениците во Велика Британија мора да имаат три правила. Прво, да знаат најмногу во светот, да бидат верни на круната на царството и да бидат спремни во секој момент тоа да го покажат најмногу на светот. И на крајот од неговото владење како премиер, сонцето никогаш не заоѓало зад Велика Британија. Толку многу, со толку голем простор владееле. И техничките напредоци, па и оние другите социолошките напредоци од тоа време, целиот 19 век ги чувствуваме и денес. Има многу примери за тоа. А јас како некој кој помина еден добар век вака во јавноста, се сеќавам на низа на реформи, некои ги доживеав, од реформата во основното образование 68, па почетоците на реформите во високото образование и крајот на 70-тите, па Шуваровите реформи, па мал застој со реформите во новата Република Македонија, каде што се обидуваше да се етаблира еден систем кој ќе биде нов, повеќе со воведувањето на учебниците, па дилемите од 2000-тите години со прифаќањето на Болонската декларација или диплома и до ден денес. Чести измени на законот, чести прифаќање на туги искуства, состојбата е ваква како што е. Ама јас да не должам. Министерката Рената Десковска е мој и ваш гости. Министерке, добро дојдете во моја емисија и се надевам дека не беше предолг воведот. Добро ве најдов. Интересен беше воведот и мислам дека е инспиративен за еден добар разговор. Вака, министерке. 11 години помина откако е формиран Универзитетот Гоце Делчев. Јас се сеќавам на изјавите на тогашниот ректор на Универзитетот Кирил и Методи, каде што вие бевте тогаш професор, каде што тој велеше вака отприлика: знаеме дека тоа е политичка одлука за формирање на ваков универзитет, ама да ви го представам тоа како едно малечко дете кое треба да се негува за да расте. Ако му го спречиме развојот, ќе остане само формата дека политички сме донели одлука за еден универзитет. Помина 11 години. Сега вие сте министер. Како е вашето мислење за Универзитетот Гоце Делчев? Па мислам дека е добро што не бил спречен развојот на Универзитетот Гоце Делчев. Не само што не беше спречен, туку јас можам и да ви потврдам дека голем дел од колеги од мојот универзитет УКИМ го помогнаа развојот на универзитетот. Значи, ние како универзитет дозволувавме и испраќавме и наши професори да држат предавања на Универзитетот Гоце Делчев и секако да го пренесат своето знаење во моментот кога се уште не беше екипиран универзитетот со кадри. Така што мислам дека таа универзитетска солидарност во рамките на високото образование постоеше во изминатиот период, секако постои и денеска. Драго ми е дека универзитетот има една традиција веќе од 11 години, што можеби компаративно гледано со другите универзитети се смета за еден од најмладите универзитети државни кои што се во Македонија, но сепак големо значење е тоа што овој универзитет успеа на рангирањата кои што се прават во Република Македонија на универзитети државни и приватни да дојде на второ место. Второто место во конкуренција и на други постари универзитети е сепак значаен пример и показател дека универзитетот вложува во знаењето, вложува во критериумите кои што значат мерливост и искачување на таа скала на рангирање. Драго ми е дека универзитетот има воспоставено соработка со повеќе странски универзитети во Европа и во светот. Исто така дека испраќа своји студенти во
преку 500 универзитети преку Erasmus Plus програмата, што им овозможува на студентите да излезат надвор, да ги видат искуствата од студирање на други универзитети и тие да ги вратат. И секако, од она што го имам како информација за работењето, на овој универзитет се стимулира научното истражување на професорите. Значи, превземени се мерки кои што ќе ги поттикнат да пишуваат, да објавуваат во референтни списанија и да ја развиваат науката. Секако, кога го гледаме генерално високото образование во Македонија, споредено со она што значи високо образование во светот, уште многу има што да се направи. Не само Универзитетот Гоце Делчев, туку буквално сите универзитети во Македонија. Ние сме реални дека треба да се вложува уште многу во науката, многу да се работи за да го подобриме квалитетот и достапноста на најновите научни сознанија од светот кон нашите студенти, но секако и да даваме придонес генерално во развојот на науката. Така што како министерство се обидуваме да создадеме една рамка која што ќе овозможи слободно делување на универзитетите, но и ќе ги стимулира во тој напредок на компетитивност, значи споредба на постигањата со другите универзитети. Министерке, бевте професор и паметам некои од вашите изјави, но бевте и пратеник во собранието и морам да ве прашам за еден ваш став. Вие во расправата во парламентот рековте дека многу често се заборава дека Министерството за образование не е само за образование, има втор дел и за наука. И кога беше буџетот, критикувате тие 1,8%, дека премалку пари е тоа за науката. Еве сега рековте дека ви се допаѓа тоа е нужен развој, ние кога не научиме од нашата памет да се развиваме, ќе плакаме туѓа, дека е потребно да се вложува во науката во универзитетите. Ама повторно не го зголемивте дел од буџетот. Јас кога влегов во министерството, свесна бев дека научниот дел или оној дел што значи наука секогаш во изминатото беше занемаруван за сметка на образованието, имајќи во предвид што образованието е она гломазна машинерија која што треба да биде задоволена во прв момент, веднаш, бидејќи во образованието секогаш имате проблеми кои што горат, проблеми кои што апсолутно има драматични влијание врз животите на голем број луѓе во Македонија, вклучително, ја мислам дека дури и сите, кои како ученици, кои како студенти, кои како родители, баби, дедовци на ученици и студенти, буквално сите, кои како работодавач кој што има потреба од квалификувана работна сила, значи секогаш образованието заради проблемите што ги имало го имаше фокусот. Јас се обидов да направам еден баланс кој што ќе значи посветување и на она што значи наука. Значи моите први меѓународни контакти беа практично да придонесеме во развојот на науката во Република Македонија. Република Македонија пристапи кон една иницијатива на Западен Балкан со цел да овозможиме научно истражување во сферата на природните науки, во физиката. Јас потпишав и меморандум за разбирање за формирање на истражувачки центар на ниво на Западен Балкан, кој што ќе овозможи нашите професори, физичари, сега Јовани Делабаш ќе одат нашите представници на следниот состанок, да се формира еден центар каде што ќе се вршат тие истражувања и сега се обидовме да направиме една апликативна улога на тој центар, да се формира центар кој што всушност ќе овозможи поевтино лечење од канцер на луѓето кои што се заболени во овој регион, со центар кој што најверојатно ќе се гради во Бугарија. Нас како дестинација ни одговара, бидејќи е многу поблиско и ги намалува трошоците. Понатаму во делот на она што значи загарантирани средства кои што ќе ги добиваат истражувачите, првиот обид е направен преку Законот за високо образование. Ако оние кои што добро го прочитале ќе видат дека таму веќе се ставени сигурни гаранции кои што на финансиски средства кои што ќе бидат алоцирани на универзитетите, на истражувачите со цел да се стимулираат истражувањата и да се стимулираат како размена патувања кои што ќе значат стекнување на искуства и истражување во странство, така и објавување на трудови, значи она што ќе значи на некој начин инвестиција во науката. Склучивме договори со повеќе земји со цел да овозможиме финансирање на проекти кои што ќе значат
проекти финансирани од странски донатори со цел нашите млади луѓе да можат да истражуваат и нашите научници. Во постапка сме да формираме центар за трансфер на технологии, кој што треба да значи поврзување на науката, научните истражувања со оние што значат работодавачи, со стопанството, и тоа ќе биде формирано со буџетски средства кои што во моментот не се бројат во рамките на буџетот, бидејќи тоа се средства кои што ги добиваме од Светска банка, но сепак легнуваат на контото или го прават вкупното конто на вложување во науката. Светска банка како донација или како грант? Како грант, во моментот со оглед на тоа што сметаме дека на некој начин мораме да дадеме импулс и на некој начин помош на универзитетите заедно со стопанството да го направат тоа прво поврзување, а потоа да се случуваат внатре и научни истражувања кои што ќе значат во делот на она што е буџетско одвојување за наука. Она што мене лично ме зачуди, кога додава министерството и кога го разгледува буџетот и кога разговаравме за новиот буџет, е тоа што по делот на наука досега се вбројувале и се пресметувале средства кои што биле наменети за превод на оние книги кои што никој не ги користи во Република Македонија. Сега да кажете, оние едиции на странски автори за употреба на студентите. Тоа наука за мене не е. Еве, јас може да ви кажем пример, во универзитетската библиотека, градска универзитетска библиотека во Штип, ги има делото на Пол Кругман, академикот, Нобеловецот, а кога прашав дали некој воопшто од студентите ги зел, ми кажа дека никој не се не заинтересирал. А тоа е капитално дело. Проблемот во добар дел од тие учебни книги, кои што беа преведени, проблемот во преводот. Значи, јас сум ги гледала лично уште пред да станам министер, преводите на дела во областа на правото. За жал, можам да ви кажам дека се неупотребливи. Заради тоа што е преведено на тој начин, као на Google Translate правено, е неразбирливо и многу полесно можете да разберете книгата во оригинал на англиски, отколку таа што е преведена на македонски. Ама тоа да го водите вие... автентично јазично толкување. Значи мора да прво покрај преводот треба да се направи сериозна редакција од стручни лица да видат дали што значи. Значи таму имате термини кои што се користат во книги за граѓанско право, кај што странката може да биде само тужител или тужен, а се користи обвинет, што е катастрофална грешка. Дури јас не се осмелував да ги дадам на студенти кои што не знаат англиски да ги читаат, бидејќи ќе научат погрешни термини на македонски. Така што тука имаше сериозни проблеми. Или заменката граѓански со граѓанско, каде што се мешаат меѓу граѓанско право и граѓански права, кои не излегуваат од граѓанското или основното материјално право. Но сериозна разлика. Сериозна разлика, огромна разлика. Министерке, во светот во кој што глобалниот свет денес постојано се зборува за прилагодување, не зборува за реформи, туку за прилагодување на системот на образование кон потребите на економијата или на општеството во целост. Јас напомнав во воведот многу такви реформи. Еве се, јас би заради прегледност на нашиот разговор кон моите гледачи би ве замолил да го поделиме разговорот на 3 дела. Еве, доволно време имате да ги погледнете и детектирате состојбите во министерството. Основното образование. Имавме систем кој беше стар некаде од 80-тите години, само малку подобрен од 70-тите, и воведување на порачан систем, да објасним на гледачите дека Кембридж не е нешто во кое што учат британските деца, туку во еден институт кој се нарекува Институт за образование на Нејзиното величество Кембридж, се порачува системи за образование. Така прво порачала Романија, подосна ние. Ревизијата на тој систем го правеше една научна група од Италија, за која што министерството, ние како граѓани плативме добри пари. Од тоа денес, што остана? Че во моментот се почнати реформи во основното образование, со тоа што формирана е работна група, која што во моментов е готова со првите 3 одделенија, и нивната задача е практично да ги преиспитаат наставните планови кои што треба по кои што учат децата, да предложат нов наставен план кој што сметаат дека треба да биде предмет на изучување и внатре програмите и предметите. Бидејќи она што јавноста веќе го виде на увид, тоа е програмата за прво одделение,
Едно од основните сознанија на оваа работна група беше дека станува збор досегашниот систем за преголемо оптоварување на децата и со методологија која што е на некој начин неприфатена ниту од наставниците, ниту од учениците. Нивниот предлог, кој што сега е ставен на јавна дебата, го разгледуваме и мојот став е да го пилотираме од прво оделение, значи да пробаме. Јас не сакам да влегуваме без испробани модели, бидејќи тоа беше една од главните замерки кои што се даваа на претходната власт, кога некој ќе добие идеја и влегува фронтално и тера со одредени реформи. Мислам дека треба да одиме предпазливо во реформите со образованието. Простите, министерке, велите некој добие идеја и смета дека нешто е добро и го имплементира во нашиот систем. Постои ли научно истражување, елаборат, некаков документ кој може да се види денес, бидејќи социолошко истражување, менталитетот на нашите деца, менталитетот на нивните родители и спиралниот начин на воспитување кој е британски или англосаксонски со Кембридж програмата правена за нас, се неприфатливи за нашиот менталитет. Така велат и наставниците. И таа програма има еден друг проблем. Значи, една е што не е прилагодена методологијата и неприфатена, друго е што и самите учебници беа полни со грешки и повторно со лоши преводи. Значи, и тука родителите и наставниците реагираа. Ние испративме повик до сите наставници кои што предаваат по актуелните учебници да кажат кои се слабости на учебниците, кои се грешки забележани, бидејќи тие најдобро знаат кои што секој ден ја користат таа книга и ги испрашуваат и ги учат децата по тие учебници. Понатаму, природните науки, например, по Кембридж програмата. Проблемот е што тие учебници се единствено ориентирани преку истражувања, а училиштата немаат лаборатории каде да се вршат. И практично вие им давате на децата учебник по кој што тие треба да учат како изгледа експеримент некој и што ќе се добие од експериментот, а немаат можност тоа да го видат, да го пробаат, и тоа е слабост. Значи тоа не може да ви даде добри резултати. Целта ни е сега, значи ние со реформите не да ги исклучиме Кембридж програмите анблок, ниту пак да ги задржиме анблок, туку сакаме да видиме која програма е таа која што ќе биде соодветна, потоа ќе оди повик за пишување учебници, со тоа што на тие повици ќе може да се јават и индивидуални автори од Македонија, но исто така и издавачи со преведени учебници. Да видиме при тој студир на два концепти на учебници кој ќе биде најдобриот и најсоодветниот за учениците. Значи не сакам да речеме дека изфрламе едно и воведуваме друго или обратно. Значи сакам да овозможиме во Македонија децата да имаат можност да учат навистина од квалитетни учебници. Имаме ли обврски ние по тој договор што го купивме тој систем? Имаме ли како држава обврски и имаме ли во тој договор можности да го менуваме тоа? Најчесто во такви договори, вие сте правник и професор на правен факултет, знаете дека тоа се танталови маки со авторски права, со некои други дажбини кои нашата држава ќе треба да ги плати. Значи да менуваме во однос на онаш учебник, дел да прифатиме, дел не можеме. Јас ги видов добро договорите. Навистина се платени големи средства за таа Кембридж програма. Надвор од тоа што е платено на Кембридж, после тоа и учебниците кои што се печатат по Кембридж се многу скапи, споредено со другите учебници кои што се од домашни автори, бидејќи ексклузивитет имаат, немало конкуренција, ве уценува практично со цена и тие плаќале веројатно, па се треба тоа да го вратат, значи повеќе фактори се во игра. Она што значи обврска нивна и наша по Кембриджот во основно училиште е завршена. Дошле, сме ги купиле програмите, си спровале обуки на наставниците, преведени се книгите. И теганите да направија ревизија и се отида. И наше право е дали ќе ги задржиме или не. Значи, не сме обврзани дека мора да имплементираме. Тоа е важно за моите гледачи да кажеме дека не треба дополнителни средства. Но за средно образование проблемот е што платени се, а ние ги, веќе втора година, јас ги одложувам Кембридж програмите, нема да дозволам да влезат ни оваа година во наставата, но парите се платени. Значи, факт е тоа дека е направен трошок за нешто што ние во моментов не го користиме. Сега прашањето е што е поголема штетата. Так. Дали нешто што не е соодветно е поголема штета ако веќе е платено да биде внесено внатре
Јас мислам дека сепак најголемата цена и најголемата штета може да се направи ако им дадете на учениците нешто што не е соодветно. Ги дадов учебниците кои што биле преведени за средно образование на колеги професори од соодветните факултети, значи тоа се книги по природни науки. Јас не можам да ги ценам како правник, но може да ги ценат професори по физика, биологија и хемија. Нивниот став беше дека оваа програма е на едно пониско ниво и на полошо ниво од она што го имаат нашите гимназијалци и ученици во средните стручни во моментот. И од тие причини, еве велам, 2 пати владата веќе донесе одлука и да не се применува Кембридж програмата. Но во рамките на средното образование ние имаме еден процес на реформа која што се одвива во средните стручни училишта. Значи беа почнати тоа е една од препораките на Европската комисија за зголемување на техничките знаења на нашите средношколци. Точно, значи беа почнати 2 проекти кога јас веќе влегов во министерството. Едното е за реформа на 3-годишното образование, другата е за реформа на 4-годишното образование. Кај реформите во 4-годишното образование нема некои отпори од наставниците, прифатени се и од институциите кои што се вклучени во делот на образование. Кај 3-годишното образование, во моментот кога дојдов, влегов во ситуација на конфликт која што постоеше меѓу различни институции кои што работат во образованието. Центарот за средно стручно во конфликт со Бирото за развој на образование, во конфликт со Министерството за образование и наука. И тоа беше една тешка ситуација. А веќе конкурсот беше распишан за учениците, не беа донесени програмите, значи најдов ситуација што беше паралегална. Во таа ситуација немаше друг избор, освен тоа да се направи напор да се донесе програма само за прва година средно образование, бидејќи моето укажување беше до Центарот за средно стручно и до Бирото, доколку имаат забелешки по она што значи програма за втора и трета година и секако за прва, да бидат слободни да ја менуваат во текот на оваа година која што изминува со цел следнава година учебна учениците да може да почнат во една програма што ќе биде прифатена. И тука има различни дебати со наставниците, дали е добро тоа 3-годишно или не, но има еден друг проблем во средното образование, а тоа е што децата повеќе се некако насочени кон гимназиите, кон медицинските училишта, економско и правно. Пазарот на трудот бара нешто друго. И сега се обидуваме да направиме една програма во средните училишта, стручни, што ќе биде атрактивна за учениците. Во одредени области го правиме тоа дури и со конкретни работодавачи, ги поврзуваме училиштата со конкретен работодавач да почнат со нови програми кои што ќе бидат прифатени од децата и за кои што ќе бидат заинтересирани. Например, во Скопје имаме паралелка која што е стипендирана и финансирана од една компанија, каде што се работи по програми што се усогласени со потребите на работодавачот. И сега тука учениците практично го учат тоа што ќе им овозможи утре ден веднаш да се вработат кај тој работодавач и да добијат вработување. Значи, тоа што Волво го прави во Шведска 30 на години. Тоа го правиме сега со тоа што имаме дури и обврска, подпишани договори дека веднаш што ќе завршат тие ученици ќе бидат вработени и висината на платата им е гарантирана, сега се стипендирани во текот на школувањето и се обидуваме овој модел да го прошириме кај повеќе работодавачи. Има некои интереси во моментот, разговараме, но тоа се сепак индивидуални потези. Значи ние тука се обидуваме да направиме една генерална политика на привлекување на учениците. Се не е лесно во ситуација кога се соочуваме со една претходна политика дека секој требаше да има еден факултет, а по можности 2 факултети, но секако... Мислите по 2 дипломи, министерки? Да, по 2 факултетски дипломи, да заврши 2 факултети. Но секако факт е дека избирањето на средното стручно образование не значи дека завршува образованието на учениците со завршување на средно стручно, туку напротив, тоа значи дека тие имаат и опција да бидат компетитивни на пазарот на трудот и по завршување на средно стручно и секако да завршат определен технички факултет, например, кој што ќе им даде можност полесно да го студираат тој факултет. Така што не е лесен тој напор, јасно ми е за предрасудите кои што постојат во
јавноста околу одредени средни стручни училишта, но ќе се обидеме и преку уписната политика да насочиме дел од учениците натаму. Оде ќе биде потребна и друга оценувачка политика, бидејќи многу од воведувањето на екстерното оценување воведе многу психолошки па и системски проблеми во оваа држава, дури и мали деца протестираа околу тоа, но факт е дека нивото на образование или не знам да кажам на оценување на образование во образованието е паднато. Значи има повеќе причини и проблеми. Јас како што сега веќе ги гледам работите и од внатре. Едно е кога работите во образование, квалитетот на образование произлегува од програмите кои што ги имате и ги нудите на наставниците, на учениците, од учебниците, но исто така многу зависи од мотивираноста на наставниот кадар кој што работи внатре. Затекнав една чудна ситуација во Министерството, во која што практично наставниците во основните и средните училишта немале сигурна екзистенција во рамките на училиштата и сите договори кои што за вработување биле склучувани на определено време. Тоа значи дека ги ставале наставниците во позиција штом ќе заврши школската година, тие не се сигурни дали на 1 септември ќе продолжат со работа. И тоа е сериозен притисок врз било кој. И тоа дава можност практично вие да манипулирате со една голема категорија на граѓани. Значи, јас барам правен механизам и мислам дека сме веќе блиску до целта да вработувањата во образованието бидат трајни. Значи да не се игра и да не се манипулира со луѓето, бидејќи на тој начин добивате релаксирани луѓе кои што ќе може да се посветат на образовниот процес, а не на други агенди кои што се обидувале да им ги наметнат. Овде мора да има, министерки, и процесот на вработување да биде веројатно ќе морате да побарате некоја друга правна рамка од тоа кој може да биде учител, даскал, да не употребуваме евфемистички наш израз, зашто со самото решение при Министерството не се стекнува со толку одговорна општествена должност. Знаете како е, ние зборуваме за тоа дека најлошите ученици од средно училиште станаа професори, а вашите колеги од техничките науки велат нема кинетичка енергија ако нема потенцијална. И така целиот систем се зарушува. Мора да имате наставниците поголеми плати да бидат прифатливи за најдобрите студенти. Така и ние сега се обидуваме и да ги стимулираме најдобрите ученици да се запишуваат на педагошките факултети. Владата донесе одлука која што ќе се примени сега веќе од 1 септември. Оние ученици кои што добивале стипендии за талентирани ученици да добијат автоматски стипендии доколку се запишат на педагошките факултети. Значи сакаме да ги стимулираме да одат таму. Потоа секако ќе се работи и на она што значи стандард на плата кај професорите. Значи свесни сме со каква буџетска тупка се соочивме кога дојдовме, кое е наследството што го добивме во финансиите, но сепак се прават напори да се подобри статусот. Значи донесена е одлука дека 5% ќе одат, можеби тоа некому не му изгледа многу, но на вкупна маса на број на професори и наставници кои што работат во Република Македонија, тоа е сепак сериозна бројка. Значи ќе одиме милиарда евра е буџетот на вашето министерство. Ќе одиме со зголемување на платата на наставниците и секако тоа не сме да биде запирање со тие 5%. Значи тоа треба да биде тренд кој што ќе овозможи пристојни плати во рамките на образованието. Тоа е моја цел. Јас доаѓам од образованието, мене ми е јасно какви се состојбите и сакам да помогнам да навистина да се подобрат работите. Вие сте млада, па веројатно, освен како наука, не се сеќавате на правилата кои ги постави покоен Стипи Шувар. Тој велеше вака еден наставник по математика, се сеќавам на неговиот израз, не велам дека другите се послаби наставници, наставник по математика во средно училиште мора да има плата како еден инженер. Се сеќавам на таквите негови изјави и тоа сега се појавува како актуелна паралела, како компарација во она што денеска го живееме и луѓето кои предават на нашите деца. Министерке, не најмалку важно, но за состојбата во општеството малку пошироко, бидејќи држава и народ кои имаат елита која е високо морална и стручна успева да ја поведе државата, која не успева прави полуелити кои најчесто не воде никаде.
новиот предлог закон за високото образование. Во високото образование е се некако борба на суети, како она Лениновата 3 чекора напред па 2 назад, се сеќавате од историјата, и се некако имаме недооформено. Се додека професорите не станат политичари, зборуваат едно, кога станат политичари други, така натаму. Вашиот проект, закон за високо образование. Па јас како министер мислам и размислувам како професор. И законот за високо образование што е пуштен во собраниска процедура е практично закон за кој што е професор, а не министер, бидејќи сепак мислам дека само во чевлите на професор може да направите закон кој што ќе биде соодветен за универзитетите. Една од главните критики кои што постоја во Република Македонија во изминатиот период беше практично гушењето на автономијата на универзитетите. Протестите и почнаа заради таа автономија на универзитетите. Гушењето на слободната академска мисла, концентрацијата на моќта во рамките на самите универзитети, но исто така и влијанието, мешањето на политиката на универзитетите. Јас лично сум протестирала против тие мерки и навистина ми беше вистински предизвик и желба да се донесе закон кој што ќе значи враќање на вистинските вредности на универзитетот. Новиот закон за високо образование беше правен низ еден процес на инклузивни консултации со сите фактори кои што работат и се заинтересирани во високото образование. Значи сите универзитети, професори, студенти може да учествуваат во процесот на носење на законот преку своите сугестии, коментари. Законов се почна да се работи уште во јуни минатата година и гледате дека не брзавме, него еден цел долг процес поминавме од 9 месеци на пишување на законот. Иако го промовирате во јануари, така не се лажи. Значи првата верзија на законот беше пуштена на 18 декември, беше објавена на ЕНЕР и побаравме од минимум период од месец дена луѓето да се изјаснуваат по овој предлог. Претходно имавме консултации во рамки на работни групи во кои што беа представници од универзитетите, од студентскиот пленум, од професорскиот пленум и од синдикатите со цел да ги слушнеме проблемите. Врз основа на тој првичен текст на законот кој што го пуштивме, навистина добивме многу коментари, не само од универзитетите кои што низ еден институционален начин ги изфилтрираа своите коментари и ги пуштија до нас, значи преку сенати, преку наставнички совети на факултетите, туку и од поединци професори кои што имаа можност на имейл адреса или на адреса на Министерството да ги достават своите коментари. Јас навистина сум задоволна од она што значеше инпут на сите нив, бидејќи да седне професор да пишува коментари од 3 страни, не би ги пишувала ако не верува дека некој ќе ги прочете и ќе го чуе. Иако тоа не е став на професор. Да. Секој коментар што беше стасан, секое мислење беше прочитано, беше слушнато, беше анализирано и потоа тоа се виде веднаш во втората верзија на законот која што сублимираше голем дел од тие коментари кои што беа дадени. Врз основа на таа втора верзија повторно направивме консултации и дебати и излезе последната верзија која што е пуштена во собрание. Мислам дека најголем дел од професорите и студентите може да бидат задоволни и се задоволни од она што значи нова верзија на законот, со оглед на тоа што таа навистина дава гаранции за автономијата и одлучување на универзитетите за суштински прашања. Значи сега се предвидува формирање на совет за високо образование и наука и истражувања, кој што ќе ги носи и ќе ги предлага клучните акти кои што ќе се однесуваат на високото образование. А тука своја представеност ќе имаат универзитетите преку интеруниверзитетската конференција и практично членовите ќе бидат и професори во исто време, кои што најдобро ги разбираат проблемите со кои што се соочува високото образование. Понатаму направивме едно намалување на моќта на управувачките структури во рамките на универзитетите.
што значи дека одредени надлежности кои што беа концентрирани во ректорите и во деканите сега се пренесуваат на Сенатот и на наставничките совети со цел да овозможиме еден демократски процес во рамките на самите универзитети, бидејќи автономијата на универзитетот и градењето на слободна академска мисла значи не само автономија надвор или заштита од политиката, но исто така и демократски односи внатре во самиот универзитет. Професорите да спроведуваат демократија, што би останало за другите, не? Така. Има измени во делот на студентското организирање. Сега веќе се дадени процедури кои што ќе значат непосредно влијание на студентите во самите факултети, а потоа тие избираат представници во едно универзитетско собрание. Со цел да се оневозможи партиското влијание, направивме форма која што ќе значи на факултетот оние кои што најдобро се познаваат може да одлучуваат за себе. Потоа нивните представници одлучуваат на ниво на универзитет. За стапеноста на студентите и нивната представеност во универзитетските тела останува, така што нивниот глас ќе се слушне во телата и тие ќе имаат влијание. Поставивме еден нов механизам кој што ќе значи лице за примање на пријави против корупција, со оглед на тоа што тоа е еден проблем со кој што треба да се занимаваме и со оглед на тоа што често пати студентите сами не се свесни за одредени активности дека тие се корупција и дека се коруптивни. Би било добро и сметавме дека треба да постои орган кој што ќе води сметка и за овој аспект и ќе има повеќе активности од тоа да значи едукација на сите што значи коруптивно однесување, значи да приморате некој да купи учебник, можеби на прв поглед не ви делува коруптивно, но тоа исто така влегува во тој години е така. Да, ама сакаме авторитетот на професорот. Значи, законската рамка сега е она што јас се надевам и посакувам да биде доследно имплементирана во пракса и дава можности на вистина и за борба против корупција, дава можности и за враќање на автономијата, за автентично студентско организирање, но секако ниеден правен акт не може сам по себе да ги реши работите, потребно е луѓето да исполнат со душа правото така, со цел да може да се имплементира. Професорке, изгледа дека ние во Македонија го погази и она Хегеловата теза дека квантитетот раѓа квалитет. Нели, направивме една дузина универзитети и факултети, само правни факултети имаме 16-17, ако не се лажам, ама нешто не раѓаме квалитет, имаме 3860 и нешто универзитетски професори, а таму сме кај што сме. Како универзитетски професор, како министер, имате храброст да се справите со ова вртоглаво паѓање на стандардите? А се стратешка работа за Република Македонија. Многу повеќе од 15.000 војници. Значи, погубно би било ако не се справиме, заради тоа што практично сликата за квалитетот на образованието ја градат сите факултети. Не само првите 3, првите 5, него буквално сите. И кога ќе се отиде на пазарот на трудот, некогаш приватните работодавачи се свесни која диплома што носи и знаат да селектираат, но во предржавата имате рамноправност. И тука уште правите... А пред партијата имате партиштво? И знаете како проблемот е што веќе имате ланчена реакција која што дава лоши ефекти на секаде. Значи, во рамките на законот воведена е агенција за квалитет, која што сега ќе има два одбора, одбор за акредитација и одбор за евалуација. Зашто сакавме да ги поделиме? Заради тоа што тој што акредитира програми, ако ги акредитира без критериуми, сам нема да се евалуира дека направил грешка. Но овој одбор за евалуација ќе биде тој кој што ќе треба да направи преоценка на се што е во моментот во Република Македонија, да направи евалуација и да видиме кај сме и што сме врз основа на нивните препораки. Одредени акредитации ќе се укинат на одредени програми, значи не може да постои програма со еден професор. Мене тоа навистина ме изненадува дека до сега се соочувам со ситуација да се давани акредитации за спроведување на програми во кои што еден професор ви е вработен, а другите се сите надворешни. Тоа е во трафика еден може да биде вработен, ама факултетите не сме да бидат трафики за дипломи. Постојат и меѓународни и стандарди кои дале резултат. Ние некако многу волонтеризираме околу тоа, ама ќе видиме, нели, министер, ќе се зафативте за работа. Наше е да бараме одговор од вас за тоа што го работите, а граѓаните ќе пресудуваат тогаш кога според нивната интенција го прават,
резултатите од вашата работа ќе се гледаат со децении. Се Така. сеќавате на реченица, сега овде морам да ве прашам како министерка и како Рената Тренеска во тоа време. Колку имплементиравте од вашиот научен труд во Загреб? Во политичкиот систем и во она конститутивноста и во она како јавна личност што го правите? Еве, секојдневно сме пред такви судири. Јас, она што ми е лична вокација, тоа е да бидам професор по право, не ја напуштам. Значи, постојано се обидувам се што значи процедура да биде доследно применета во Министерството, се што значи право да се обезбеди на сите. И дури искрено да ви кажам, некогаш мислам дека тоа и ме ограничува во слободата на креирање на политики. Заради тоа што сакам да ме биде во војска, како сте викале порано, се да ви е по ПС. Сакам да ме биде се така. И тоа е на некој начин големо оптоварување за мене, особено што влегов во министерство кое што јавно е тоа, објавени се ревизорски извештаи со многу лоши ревизорски извештаи во изминатиот период, кај што немате воспоставено принципи на работење и на следење и верувајте, предизвикот ми е многу голем како правник. Честопати се наоѓам во ситуација да видам дека тоа ме забавува во реформите, ме влече назад заради тоа што сакам да направиме секако што треба, но не се предавам и мислам дека ентузијазмот кој што сум го имала и тогаш како студент и на магистерски и на докторски студии, дека треба да се бориме за владење на право и за почитување на устав и закони во Македонија, го носам се уште во мене и мислам дека тоа е единствено исправниот пат по кој што можеме и мораме да одиме ако сакаме да направиме нешто во оваа држава. Министерке, последно прашање, не можеме да избегаме од политичката актуелност на секојдневието. Јас досега направив разговори вакви со сите министри за образование во Република Македонија досега и ќе морам ли да правам наскоро со друга личност како министер за реформите или ќе разговарам и натаму со Рената Тренеска Дескос? Па навистина ово прашање денеска ми го поставуваат многу новинари. Јас се извинувам, тоа е така. Факт е дека од кога уште пред да влезам во ова министерство, постоеа шпекулации дека ќе бидам во друго министерство, не во ова министерство и пред секоја реконструкција тоа се актуализира. Значи, јас во моментов сум тука. И мојата лична желба и не е да останам долго тука, ниту пак да останам во друго министерство. Значи, сега зборувам искрено како човек. Мојата првична вокација е на факултетот, кај што се чувствувам најкомотно и најпријатно. Се нафатив на одредена функција во еден момент кога мислев дека треба да се помогне, момент кој ме мотивираше во аспект на реформи кои што се потребни во високото образование и она што како родител сум го чувствувала како слабост во основното образование, така што тоа ми беше предизвикот. Многу работи се поставени на вистинската насока и јас верувам дека без оглед дали ќе бидам јас или некој друг, тие реформи со добра желба можат да се истуркаат. Значи, високото образование нормативно го средивме, законот за основно образование и тој е горе-доле готов, значи контурите се гледа насоката каде ќе се оди. Почнаа реформите во основното образование и во моментов не можам да ви одговорам со кој ќе разговарате наредниот пат, но се надевам со кој да биде ќе зборувате за успеси, а не за застој со министер, во секој случај не. Да зборувате со убави работи. Така, инаку јас би бил задоволен ако разговарам и со вас. Ви сте дама универзитетски професор, која ќе одмине годината, си задржуваме право овде во Ирис телевизија да информираме јавноста од Источна Македонија за се што како проект или како намера го прави вашето министерство, а вас како министер се надевам, нели, како министерка ве покануваме повторно по имплементацијата на сите овие реформи и првите резултати некаде таму почетокот на јуни, повторно да разговараме за да ги знаат вашите ставови, моите гледачи и вашите сограѓани од Република Македонија. Сме толку малку што сите сме сограѓани. Благодарам што бевте дел во моја емисија. Драго ми беше, јас во овој мој мандат два пати сум веќе во Штип и навистина секој момент кој ќе дојдам тука и комуницирам со медиумите, се среќавам со
професори, наставници со граѓаните и навистина убаво се чувствувам, така што ви благодарам и за гостопримството и овој пат. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со министерката за образование на Република Македонија, а на крајот разговор ми падна повторно на ум една мисла, вели вака, како треба да иде законот за медиуми, речено денес, а некојаш закон за штамп. Треба да има само еден член. И тој да се вика вака, во медиумите во Република Македонија се слободни. Исто така, кога зборуваме се зборува за автономија на универзитет, треба да има само еден член. Универзитетите се слободни, забрането е секако партиско и политичко влијание и одозвола едно 10 реда на казнени мерки за секој што тоа ќе го прекрши. Нема потреба од 300 членови. Барем јас така мислам. Благодарам за вниманието, ова беше мојот разговор, се гледаме повторно во Отворено на ТВ.